50 евра ќе ве чини доколку инспекторите на град Скопје вечерва ве затекнат како фрлате смет во контејнер по 22 часот. Одлуката стапува на сила денеска, а ќе се воведува тросменско работење на инспекторите за поголема контрола на терен. Иако казни ќе плаќаат сите, од Скопски комуналец вела дека целта се фирмите кои неретко со својот отпад ги полнат контејнерите и тоа најчесто во доцните часови. За граѓанската иницијатива Зелен хуман град, која има и свој представник во советот, одлуката е небулозна. Ако имате инспектори да казнувате за фрлање смет, зошто немате дежурни инспектори кои ќе го следат загадувањето? Прашуваат тие. Само ќе се празни градскава каса од инспекториве и тука се поставува и прашањево од каде се повлечени тие кадри, тие инспектори и после колку време ќе зафалат инспектори на самиот терен на град Скопје и ќе треба нови вработувања, а знаеме како одат вработувањата по партиска линија. Пари има, буџет има, ама очигледно има повеќе пари за контејнериве отколку за некои битни работи како што е аерозагадувањето. Значи, исто така градов го зголеми буџетот за животна средина, ама тоа го зголеми буџетот само за да се набават некои нови мерки за аерозагадувањето. Тоа е за нас непотребно, заради тоа што Зелен хуман град веќе има предложено над 50 мерки за аерозагадувањето, значи подкрепени со наука. Аерозагадувањето е хроничен проблем за скопјани секоја зима. Иако температурите се уште не се многу ниски, во неколку скопски населби мерните станици бележат вредности кои се и до 4 пати повисоки од максимално пропишаните вредности. Актуелниот градоначалник најави дека против загадувањето ќе се бори со нови топлани и приклучоци за парно во сите скопски населби, подобрување на инфраструктурата во градскиот сообраќај и по еколошки јавен превоз. Георгиевски најави инвестиции во повеќе градско зеленило и силна контрола на потенцијалните загадувачи. Тој вчера заедно со премиерот беше во вечерна обиколка на главниот град, каде констатираа дека градот е чист и почнува да заликува на метропола. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.